Али желба сега, еве Папандреу многу помеко настапи, барем имам такво некое чувство, дека има негде сега светло на крајот од тунелот, дека некои работи кои ни изгледа невозможни, не се толку страшни, дали поинаку сега почнува да се хендла проблемот и така натаму. СДСМ беше страшно обвинуван дека е подготвен за промена на името. Еве сега гледам по некои анализи, не го знам ставот уште на владата на Груевски и на ВМРО, но како да се навестува дека и тие се доаѓаат веќе на она што и СДСМ го говореше, дека немаме избор, дека мораме да дојдем. Може ли едно ваше согледување на целава работа? Значи, прво кога говориме за реакциите на граѓаните, не не осудува за тоа Европска унија, не разбираат. Затоа што и мене голтка ми е во грлото кога зборувам за ова. Мислам, никој во Македонија не мислел дека ќе дојдеме до оваа ситуација. Значи, сме преговарале, сме се согласиле веќе на некои отстапки во 90-тите години. Секако. И тие биле болни. Со знамето се мачиме, со уставот и така натаму. Уште се зборат, уште кој остана во Тоа се дел од некоја национална траума, дека сме биле под притисок нешто да направиме. Национална траума. И јас сум верувала, значи сум била у ситуации, не знам на колку конференции, не знам на колку средби, да имам конфликт. И конфликт со некои грчки колеги, кои што ќе станат и мислат дека нивната позиција им дава право да бидат и безобразни и арогантни. Никогаш не сум имала дилеми дека, особено на ниво на средба, сите сме на исто ниво. И не сме Македонија да има комплекс и да каже, ај сега ќе се трудам да му го направам кефот, да бидам фин. Не. Јас се сеќавам на една средба, ме викна, кога бев министар во владата, ме викна на еден грчки универзитет во Солун, да говорам за регионот, за Европска унија, за Македонија, значи за сите прашања, пред студентите и пред професорите. Так. Значи Солун, нема полошо место каде што страстите се зовриени. Во истиот универзитет имаше еден дел, па јас запознав негдека 20 на македонци, студенти млади. Јас говорев, значи 15 на 20 минути имаше прашања, саат и половина и нормално од почетокот до крајот јас го користев уставното име. Јас не сум се довела ниту еднаш, не сум дозволила да бидам ставена во ситуација да го користам Фиром, Скопје или дури целата бивша Југословенска република, затоа што тоа немаме никаква обврска. Јас се нарекувам така како што јас сум одлучила. Немаше реакција. Никој од грчките студенти и никој од грчките професори не се осуди. Сакате да ми кажете дека едно е она официјална висока политика на Грција, сосема е друго на улица, затоа што тоа го чувствуваме. Народот не е толку потресен околу тие прашања. Во Грција има големи разлики. Значи ќе видите некои кои што ќе да, добро, сме биле во Грција, сме кажале од кај си, од Македонија. Впрочем, беа анархистите овдека во посета кои збореа отворено дека Македонија, македонското малцинство треба да се признае. Но има и некои со зовриени страсти. И тие ќе ви степаат кога ќе кажете, ама ќе се скарате. Не мора да разговарам со тие со кои што нема. Да. Ќе ви степаат. Меѓутоа на таа средба ме изненади што еден дел од македонските студенти, значи ова уште беше немаше абер од менување на име, македонските студенти беа изненадени дека јас го користам уставното име. Како да мислеа дека кога ќе дојде некој министер од Македонија и е гостин, дека треба да биде, како да кажа, малку понизен и да им го прави кејф. Не, значи во ниеден момент имаше една средба која организираше Пактот за стабилност за балканско помирување, ме викна, добив покана како вице-премиер и така натаму, и кога јас се согласив дека ќе дојдам, важна беше конференцијата, кога гледам сите имиња се, например, тој и тој, функцијата, министер, пратеник и државата. Дури тогаш и на непризнаено Косово пишуваше, например, за еден од учесниците. А јас бев Радмила Шекеринска, вице-премиер. И нема земја. Оти не сакале ниту со мене да се замерат, ниту со грците. Не заминав. Заради тоа што нечесно го изиграа тоа. Јас не морав да бидам таму, а тие сакаа да одам. Значи, мислам дека сите македонски граѓани и политичари во секоја прилика, дури кога одиме на спортски надпревар или кога одиме на туризам, се трудиме да го извлечеме максимумот за државата.
И никој не се чувствувал подготвен, желен, расположен да влегува во промена на името. Јас сум бранела позиција двојна формула која што стварно мислев дека за Македонија е одлична шанса. И јас ве уверувам дека до 2006 година Македонија полека си ги подобруваше позициите, а Грција ги губеше своите позиции. Затоа што европјаните, не само европјаните, и американците и европјаните со нас се солидаризираа. Значи, тие разбираа дека грчките барања се безумни. И буквално, ја се сеќавам неколку пратеници во Европски парламент, ке станеа грци, ја, например, било кој македонски пратеник или министар да зборува, и ке зборува за Македонија, кога ќе отворат дискусијата, одма се јавува грк. Значи, правило напишано. И гркот ќе каже, ние целосно ја поддржуваме европската иднина на целиот регион, вклучително и на оваа држава, но сепак сакаме да кажеме дека се уште се преговара и така натаму и согласно Обединети нации, ние користиме референцата бивши југословенски. Ама просто со извинување тоа го кажуваа. Затоа што секој пат кога ќе стане, ќе почувствуваа дека публиката веќе е уморна, аман овие грците, тие изгледаа балкански, а ние изгледавме како една млада, но модерна држава која звучи поевропски од нив. Ние не се занимаваме со конфликт, тие создаваат конфликт. И сега, некој може би сака да звучиме во изјавите повоинствено. Јас мислам дека кога играте и за европска публика, а таа европска публика одлучува кој ќе победи, треба да играте така да ја убедите публиката дека правдата е на ваша страна. Ова е многу добра компарација. Не играте само за своја публика, па да... А ние играме сега во последниве неколку години играме за своја публика. Ако гласаме ние во Македонија, 102,5% ќе изгласаме да го зачуваме името. Так. Ама ние не сме единствените кои се прашуваат. И многу често доаѓаат сега, па поготово новинари од Европска Унија. Добро. И буквално велат тоа што и јас го чувствував, ама еве не можев да бидам целосно сигурна. Вика, клучниот момент на пресврт од симпатија кон Македонија во дилема дали се македонците во право или грците, се случи кога го сменивте името на аеродромот. И сега, и јас кога го кажувам ова, велам, па за реден аеродром е толку важен, ме сваќате. Ние тоа го свативме повеќе, ете така, една одлука на владата, една ко други некои одлуки. Одлуката одекна многу широко, затоа што грците сватија дека им сервиравме пенал. И буквално само за тоа збореа, мислам дека 6 месеци збореа само за одлуката. И тоа го представија како акт на провокација. Сите, и јас, и вие, и нашите граѓани ќе кажат, да, има и, не знам, во Солун има статуа на Александар Македонски. И во Македонија имаше и претходно статуи, ама Грција многу околу нив не коментираше. Меѓутоа, аеродромот им дојде во извонредно време, плюс е меѓународен аеродром, не е само домашен, и они кажаа, така ли, сега ќе ги обвиниме македонците дека тие сакаат да испровоцираат конфликт. И од тој момент Македонија после и со статуи, со именување на многу работи, Филип Македонски, Александар Македонски, зашто? Имаме право, ама во моментов немаме интерес. Сметате дека имаме право? Ете, јас не мислам дека некој има ексклузивно право на историјата. Значи, јас не се Ако би ставиле ние стату